Поминаа 5 месеци од изборот на новата влада. Со тоа поминаа и 5 месеци од обврската на членовите на владата да ја пријават имотната состојба пред Државната комисија за спречување на корупцијата. Една од основните цели на пријавувањето на имотната состојба е институциите, невладините, новинарите, па и секој заинтересиран граѓанин да може да го проверат имотот на одреден функционер, но и да истражат дали имотот му расте сразмерно или несразмерно со неговите примања. На прва речиси сите имаат уредно доставени анкетни листови за имотната состојба. За куќи, станови, возила, накид, уметнички слики, имот во странство, па и за долгови и кредити на свое лично име или на член во семејството. Но многу често недостасуваат клучни податоци, меѓу кои заплатите, хонорарите и други приходи. Ние ги проверивме анкетните листови на премиерот, вице-премиерите и министрите. Од вкупно 24 члена на владата, никаков приход немаат пријавено дури 15-мина. Плата имаат пријавено само 3, од кои 2 ја декларирале министерската плата. Пензија пријавил 1 министер, хонорар пријавил 1 министер, приходи од кирија 5-мина, а само 3 министри ги пријавиле приходите на брачните другари. Други приходи пријавил 1 министер. Меѓу владините функционери кои немаат никакви податоци за плата или други приходи е и премиерот Христијан Мицкоски. На нашите прашања зошто, од неговиот кабинет велат: Целиот имот на председателот на владата е пријавен согласно законските обврски. Приходите се по основ на плата, а согласно законските одредби, платата на премиерот е јавно достапен податок. Министрите кои пријавиле приходи од кирија се за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, министерот за здравство Арбен Таравари, министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, министерот без ресор Шабан Салиу и вице-премиерот Арбен Фетај. Ги прашавме Тошковски, Димитриевска-Кочовска и Таравари зошто не пријавиле и приходи од плата. Не ни одговорија. Став добивме од Арбен Фетај, кој не само што пријавил приходи од кирија и својата министерска плата, туку ја декларирал и платата на сопругата. Kam qenë totalisht transparent, kam evidentuar çdo cent përfshirë dhe origjinën e tyre dhe besoj se ky duhet të jetë standardi. Fatkeqësisht ne e dimë se me sistemin aktual për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të shtetit ka disa mangësi, sanksionet nuk janë në atë nivel që e bëjnë këtë mekanizëm të deklarimit të pasurisë ndoshta mjaftueshëm të besueshëm. Единствениот друг владин член што си пријавил дека зема плата од министерството кое го води е првиот човек на земјоделство, Цветан Трипуновски. Ама на местото каде треба да го напише нето износот, пријавил 0. Плата, но на партиската пред да стане министер, декларирал само уште министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Поднесокот е направен пред приемот на првата плата како избран функционер. Инаку платата е јавен податок и изнесува околу 120.000 денари. Иако не ја пријавил платата, министерот за култура Зоран Љутков ги пријавил и своите и хонорарите на сопругата. Листата на министри кои пријавиле приход ја затвора министерката за образование Весна Јаневска. И таа, како и Андоновски, ја пријавила состојбата пред стапувањето на министерската позиција. Но примерот е позитивен, бидејќи не само што ја пријавила својата и пензијата на сопругот, туку и додатокот на сопругот за туѓа нега. Наспроти праксата кај најголем дел од министрите да не ги пријавуваат приходите, дури и својата плата, е образецот кој треба да го пополнуваат функционерите. Во делот на приходите јасно стои дека треба да се пријават платите, хонорарите, кириите, субвенциите, па и приходите од капитал. И за сето тоа треба да се декларира колку пари изнесува, од кога до кога е примен приходот, кој и кому го исплатил. И според Миша Поповиќ од Институтот за демократија, Societas Civilis, насоките од антикорупцијската комисија се јасни, но проблемот според него е различното толкување на законот од функционерите. Онаму каде што ДКСК смета дека има, да кажам, намера за криење, да, сметам дека ДКСК има должност да ја размисли таа опција и да поднесе прекршечни, да донесе одлуки со констатирање на прекршок. Меѓутоа, исто така, ако ова е, да речам, поголем проблем, ако не се случаи изолирани, условно кажано изолирани случаи, односно
ако се гледа еден поголем проблем на непријавување, тогаш веројатно треба исто така и да ги подсети да им даде нови упатства на функционерите. А дали антикорупционерите ги подсетуваат функционерите дека треба да ги пријават и приходите? Генералниот секретар Адем Чучулј вели дека постои правилник за поднесување изјава за имотната состојба и интереси, а од јануари годинава тоа се прави преку нов софтвер. Тоа што функционерите различно пријавуваат, според него е поради различното толкување на Законот за спречување корупција. Во текст се подготовки на измени и дополнување на Законот за спречување корупција и судирот на интереси, каде што ќе детализираме самиот закон. Во алинеи ќе определи што ќе бидат лицата обврзани да пријавуваат, меѓу кои сите приходи по сите основи и сите расходи, односно целокупниот имот, недвижен, подвижен, хартија од вредност. Така ќе биде во иднина, ако се изгласа таков закон. А според актуелните одредби, ДКСК досега нема поднесено ниту една прекршочна пријава за несоодветно пријавување на имотната состојба. Бидејќи е прва година, да речам, од примена на новиот образец, согласно законското решение од 2019 година, ние до сега таква постапка немаме иницирано. Но прашање пак ќе речам на толкување што е тоа имот. Значи, законот вели да се поднесе изјава за имотна состојба и интереси согласно членот 82 став 1, а од друга страна тој дава една општа формулација. Од тие причини ние, како што кажав, ги иницииравме тие законски измени и доколку се усвојат така како што ги предлагаме, во тој случај ќе биде дефинитивно прекршок, бидејќи стрикно ќе биде наведено што треба да пријави. Според Поповиќ пак, не е неопходно во закон да се нормираат прашањата кои се веќе регулирани со подзаконски акти. Поважно според него е ДКСК да постапува поажурно според своите надлежности. Мислам дека е доволно во законот да стои дека во анкетниот во листот за имот и интереси стојат приходите, имотот, обврските и уделите, интересите, дека врз основа на овие неколку категории понатаму во подзаконскиот акт може да се специфицира за да на сите им биде апсолутно јасно, а во таа смисла и сите на ист начин пријавуваат. Меѓутоа, многу повеќе грижа треба да се има по страна на ДКСК, па дури и преку изрекување на прекршочни санкции, за тоа каков е квалитетот на податоците што функционерите ги пријавуваат. До сега релативно скромно и претходниот состав и овој состав се занимаваше со прекршочни пријави во овој дел. Меѓутоа, ова функција на ДКСК, таа транспарентност на имотот на функционерите е особено важна функција на антикорупцијската борба. Како што стојат работите во моментов, речиси е невозможно да се провери и пресмета преку имотната состојба што ја декларираат функционерите, дали некој од нив неосновано се збогатил или не. Па за новиот закон, освен јасните одредби кои приходи и како треба да се пријавуваат, се разгледуваат и предлози како да се воведе обврска за пријавување на секоја промена која надминува 5.000 евра или функционерите да доставуваат анкетни листови секоја година без разлика дали имаат промени во имотната состојба. Конечните предлози се очекуваат до крајот на годината. Дали и кога парламентот би ги одобрил тие измени, рано е да се каже.